И еве не повторно назад и ние си продолжуваме со следните наши содржинија, така ќе имате можност да го погледнете и нашето свежо ново студио малку така, да дојде до израз. И ни го разубавуваат денеска мојата драга колешка Сузе и нашиот прв гостин Јордан Чојосифов од Сдруженијето Палиум. Добро утро. Добро утро. Како сте? Одлично. Ето, што го слушам, многу ми е драго. Ке зборуваме за земји, користи, врати. Зашто поточно станува збор? Повелете да слушнеме и да дознаеме Сузе. Тоа е еден од проектите кој што е актуелен и завршува утре всушност. Но пред да почнеме за проектите, еве вака официјално и од мене добре дојде. Нашиот прв гостин утрински не само што стои позади Сдруженијето Палиум, туку е и раководител во Домот за стари лица Мајка Тереза и таа целна група претпоставувам и најмногу ова утро ќе не следи со внимание, бидејќи од оној наш неформален разговор дознав дека благодарение на вас постарите лица и си ги дознаваат кои се нивните права. Да. И олеснителни околности кои што ги имаат, но за жал никој не им ги кажал во текот на тие пензионерски години. Ајде за почеток вака да дадеме една лична карта на Сдруженијето. Кој е ова Сдружение и која е неговата идеја и визија? Сдруженијето за поддршка на палиативни пациенти и нивните семејства, Палиум, е формирано пред 3 години. Станува збор за здружение кое е составено од ентузијасти и луѓе кои што сакаат да помагаат. Во однос на професионалната опредоба имаме најмногу представници од здравствениот сектор, но имаме и правници, имаме и останати профили кои што на некој начин ја докомплетираат целата работа и мисија која што си ја поставивме во нашето формирање. За овие 3 години се трудиме да допреме до секој палиативен пациент и секој палиативен пациент и неговото семејство ја добијат неопходната помош и поддршка во моментот кога им е потребна. А нашата визија за развој на Сдруженијето во иднина е ни еден пациент да не се почувствува дека е осамен во оваа борба со болест, односно за време на палиативниот третман. Според литературата и науката, палиативниот третман, освен во хоспис, може да се обавува и дома, но за тоа треба да има предходно исполнето одредени предуслови кои што ќе овозможат да тој процес на лекување, односно на нега, биде направен навремено и биде направен онака како што треба за да ги има ефектите. Така. Сдруженијето постои 3 години. Така. Бројни проекти се реализирани, кои од нив можеме да ги издвоиме? Се трудиме, еве би се задржал на последната година, навистина еден убав плоден период кој што финишира некако при крајот на годинава со проектите, бидејќи се тоа оние средно мали проекти кои што ги реализиравме и вашата колешка го спомна проектот Земи, користи, врати. Значи станува збор за проект кој што е замислен како нега и поддршка на палиативните пациенти во домот со поземување од наша страна како здружение на ортопедски помагала. Така, имаме и инсерти, ние ќе си следим инсерти патем додека. Ова се веќе проектите кои што ги реализиравме во склоп на културното лето на општина Ѓорче Петров, конкретно слики во одат од Зелникот на баба. Една манифестација за зачување на нашите културни вредности. Можам само да замислам каква радост била ова за учесниците, за присутните, Да. Ова се веќе проектот Корупција, недостоинство пред се, за кој што исто така би сакал малку повеќе да поразговараме. Значи, ова е официјалниот постер на проектот. На картата на светот е представена Македонија некаде во срцето на дланката и нашето лого, но поентата е да кажеме не на корупцијата, бидејќи за жал Македонија ги живее своите, како општество ги живееме своите најтешки денови. На скандалозни први места сме, да. Со две големи корупции во областа на здравството, од која што едната е директно, па и двете се на некој начин директно ги засегаат и нашите палиативни пациенти. Ова се веќе снимките од проектот Земи, користи, врати, односно дел од помагалата кои што сочинуваат нашата база, кои што ние врз основа на овој проект, благодарение на Европската унија, односно проектот ЕУ поддршка за граѓански ресурсен центар, фаза број 2, можеме да ги позајмуваме на одредени палиативни пациенти кои што имаат потреба од нив. На нашата веб страна ќе ја најдете целата база, таму се истакнати техничките спецификации за да можат нашите сограѓани да проверат, да видат дали може да ги користат во домашни услови, се јавуваат на бројот на невладината, наши експерти одат на лице место и при посетата ги констатираат сите нивни потреби кои што произлегуваат од палиативниот третман и тоа што е најнеопходно и најприоритетно се трудиме да им овозможиме да им дадеме одредено помагало кое што тие го користат и оној момент кога завршува неговата потреба од него, го враќаат, го стерилизираме, го дезинфицираме и тоа е веќе спремно за понатамошна употреба. Так.
Во однос на настаниве, значи за културното лето за општина Ѓорче Петров, првиот настан беше, првиот проект беше Зелникот на баба, кај што две наши бабички во однос на зачување нашата гурманска и кулинарска традиција подготвија зелници кои што ги испековме и кои што потоа беа поделени на присутните. Веќе од снимките од настапот на Кристијан Бенито, наш познат уличен перформер, кој што ги забавуваше најмладите од Ѓорче во настанот проектот Ден за сите генерации. Беше проект на кој што направивме еден микс кај што учествува, да речеме, најразлични изведувачи. Еве ја снимката од Милица Јокановиќ, Кузмановска. Исто така беше Душко Ѓоргиевски и нашиот Дарко Бибиловски, бидејќи потекнува од Ѓорче. Значи изведувачи на народна музика кои што беа одлично прифатени од самите жители на Ѓорче Петров. Концертот беше посетен. Еве ги и две културно-уметнички друштва, да не ги заборавам исто така. Така да сме задоволни и ќе продолжиме во иднина да работиме, а во назнаката кога аплициравме за проектите истакнавме дека со видливоста на Палиум се зголемува и јавната свест и односно многу наши сограѓани дознаваат дека постои може да ни се обратат, а ова е само начин како да допреме до нив, бидејќи лесно се пренесува кога некој нешто организира и кога сака да помогне. Одлично. Би се вратил на проектот Земи користи врати, значи утре е завршниот настан на кој што поканивме наши пријатели, соработници, колеги, луѓе од невладиниот сектор, но исто така и од институциите, на кој што ќе се обидеме врз основа да ги сублимираме резултатите од проектот, колку посети сме оствариле, до колку луѓе сме допреле, од кој помагава најчесто имаат потреба, некои ситуации кои што во невладиниот сектор ги велиме ризици и предизвици кои што треба да ги надминеме понатаму со заедничко работење и она што ние го сметаме како додадена вредност на целиот проект е тоа што ќе имаме дигитални препораки. Проектот го изведуваме, само да кажам, проектот го изведуваме ние како Палиум и Сдружение на граѓани Шеста звезда, кои што го покриваат оној пропагандно вакво медиумски дел, кој што треба да изработат дигитални препораки во вид на видеа и на вакво на материјали кои што ќе се споделуваат по електронските мрежи и ќе допрат до сите институции кои што имаат надлежност да нешто конкретно сменат во оваа област. Проектот го почнавме во јануари, го завршуваме во октомври и се надевам во септември, извинете, и се надевам дека од октомври натаму веќе ќе бараме нова линија на поддршка која што ќе овозможи овој проект да заживее, бидејќи навистина има потреба, нашите сограѓани имаат потреба. За сега го работевме на територија на Скопје со желба и амбиции да стане достапен за палиативните пациенти и нивните семејства на територија на цела Македонија. Повеќе за самиот проект и за самите помагала кои што ги гледаме на екранот, може да видите нашата веб страна palium.mk. Да. Но и на социјалните мрежи исто Апсолутно, така споделувате. Да, на нашите Facebook и Instagram профили. Така. Така. Ајде зборувај за кампањите за кои што видовме слики, кампањите за корупција, недостоинство, да. На каков одзив наидоа овие? И колку возрастната категорија на граѓани, да речеме, е во прилог на сето ова да ги промениме нештата? Веднаш ќе истакнам да направиме само мала дистинкција. Палиативни пациенти не мора да бидат само старите лица. Болеста не бира возраст, а може да биде за поголема целна група. А она што ние што сакавме да го постигнеме со овој проект беше баш тоа, да кренеме јавната свест. Некако за овие 3 години, а и воопшто како граѓани на овој општество, имаме чувство дека луѓето многу малку се информирани за нивните права, за нивните обврски. Овој проект го почнавме во соработка со Младински совет Прилеп и исто така една грантова линија на Европската унија и СЕОДИ, со кои што сакаат да помогнат на нас како општество да ја кренеме јавната свест, односно луѓето да бидат информирани за своите права и обврски. Бидејќи знаете како, ако тие си ги знаат правата и обврските, ќе знаат дека за некои услуги не треба воопшто да нудат или да бараат пари. Корупцијата и митото, нели, како појави се застапени во нашето општество, исто така законски се осудуваат и ние преку оваа кампања со следовите со кои што ја спроведувавме и со постерот, сакавме да им кажеме на луѓето да голем дел од работиве што им треба, дека државата на некој начин се труди да им ги обезбеди, ако не, еве се наоѓаат невладиниот сектор и треба да прво да ја осудат, второ да ја кренат својата јавна свест, да знаат што е тоа што нив им е потребно и што е тоа што нив ги следува.
примевме, контактиравме секојдневно, исто бројот на невладината беше објавен и во склоп на таа кампања. Многу наши сограѓани велат, вемово ми имаме проблем таму и таму реагирате, и ние им објаснуваме, да, ние сме невладина, но немаме можности и ингеренции да реагираме таму. Најдобра заштита е вие да не бидете соучесници во тоа. Често знаеме да кажеме, митото и корупцијата се двонасочни улици, се движат во двата правца, односно секогаш се потребни две страни, страната која што го дава митото и страната која што го прима. Велам, вие не бидете од оваа страна која што го дава митото. Со тоа сте направили најдобрата заштита. Интересни согледувања исто. Завршниот проект за нив ќе биде на 13.10. Во тој период ќе го обележиме и светскиот ден за хоспис и палијативната грижа и ќе на завршниот настан ќе ги презентираме бројките кои што се навистина за препастувачки, колку малку луѓето знаат за нивните права, а од друга страна исто така колку лесно, еве и покрај лошата економска состојба во државата, колку лесно посегнуваат по, ајде кажам, некои форми на мито и корупција за да остварат некои своји права, а не би требало да биде така. Се надевам исто така дека соработката со СЕОД и со Европската унија, со нашите пријатели и колеги од Младинскиот совет Прилеп и останатите, ќе продолжиме и понатаму како граѓански сектор да влијаеме на кревање на јавната свест и да се обидеме да ги промениме работите на подобро, барем за овие целни групи кои се многу ранливи и кои што лека полека и се маргинализираат, што не би требало да биде така. Така. Точно оно што го споменавте за правата, еден од скандалите кои што беа актуелни периодов беше токму и од вашата куќа, каде што на пациент му беа побарани многу голема сума на пари за да биде примен како штитеник во домот за стари лица. Се надевам дека таквите појави кои што се сигурно изолирани нема да се случуваат во иднина. Вие сте раководител веќе 1 месец и нешто така, нели? Да. Како одат условите? Мене ме интересира бидејќи ние сите имаме желба еден ден да остареме, така? Секој човек кога е во своите, би рекла, добри години, Так. посакува во текот на својот живот никогаш да не заврши, но за жал некогаш околностите налагаат и да едно лице биде згрижено во дом за стари лица. Како одат у патиштата? Дали е навистина толку сложено и комплицирано да се дојде до место во државен дом за стари лица? Баш не, само да направиме за нашите гледачи, да направиме мала дистинкција помеѓу Старски дом и Геронтолошки завод. Ние како Старски дом, како објект сме под Геронтолошкиот завод. Геронтолошкиот завод е една гигантска установа од единствен тип кој што се грижи за гериатриските и палијативните пациенти во државата, заедно со одделението кое што го имаме во Битола. Она што е битно, значи си постои одредена постапка. Прво да истакнам дека државата треба да има вакви капацитети за згрижување на оваа категорија на луѓе, и второ, постапката е многу едноставна. Мислам, пак ќе кажам, главната неинформираност е главниот проблем. Значи, како институција сме крајно отворени за соработка, секој кој што се јави, кој што побара совет, мислење, препорака, ние го исполнуваме, и само преку една таква соработка со нашите целни групи, било со палијативните пациенти, било со старите лица, ние ќе можеме целосно да одговориме на сите нивни барања. Постапката за сместување е многу едноставно, она што ме прашавте во интерес на нашите гледачи, значи потребно е само да подготват медицинска документација. Исто така во склоп на Геронтолошки завод постојат и амбуланти кај што се третираат, односно кај што се обавуваат тие прегледи, покрај целата друга кабинетска работа која што ја овозможуваме за нашите пациенти. Потребно е да дојдат на преглед кај нашите лекари со целата медицинска документација, ќе се констатира нивната состојба, односно приоритетот и потребата дали во тој момент е најсоодветно да биде веќе сместено лицето или треба да помине уште некои испитувања да се дооформи целата медицинска документација. За жал, често го истакнуваме тоа, имаме малку подолга листа на чекање која што се трудиме оптимално да ја намалиме, и тоа ќе каже дека, да речеме, нема да чекаат нашите пациенти многу и нема да треба да посегнуваат по мито или не да боже некои други форми, туку едноставно ќе во една транспарентна постапка кога ги носат своите документи, кога разговараат со лекарот, ќе ја кажуваат својата мака, согласно медицинската документација ќе може да се стават на листа на чекање и брзо и лесно до сместување. Така, тука некаде ни е последните минути ги дотрошиме, многу накратко само за проекти и да најавиме во иднина. Значи, продолжуваме да работиме. Некако во невладиниот сектор овие месеци при крајот на годината секогаш се подготовка за завршените настани и аплицирање за наредни проекти. Значи, ги завршивме двата проекти во склоп на културно лето на Ѓорче. Го завршуваме проектот на Европска унија поддршка за граѓански
ресурсен центар фаза 2 и ни останува проектот со корупција, недостоинство пред се, кој што ќе го реализираме. Понатаму веќе со сродни, со блиски МВО организации кои што работат на ова поле и на оваа проблематика, еве си земаме задача да имаме некои почетни разговори, еден интересен проект за заштита на машкото здравје кој што сакаме да го реализираме во месец ноември. Нека биде тоа одличен повод за да можеме уште еднаш да се видиме и да го промовираме проектот во јавноста, наменет за некоја убава средна генерација на наши сограѓани мажи кои што за жал се уште не знаат како доволно да се превентивно да девуваат и да го заштитат своето конкретно машко здравје. Така. Ви благодарам многу што бевте наш гостин понеделнички и сум импресионирана од ентузијазмот со кој им приоѓате на нештата и со желбата да го направиме ова место подобро место за живење. Така, не сум сам, значи имам тим на луѓе кои што си ја сакаат работа, кои што сакаат да помагаат на луѓето и навистина ни е драго ако се тоа се забележува и нашава работа се приметува. Секој чест поздрав до целиот ваш тим, Цопче. Благодарам. Прекрасен проект, мора да кажам, и многу успешни и понатаму посакувам, и вака разговорлив сте секогаш од пораните утрински часови. Да. Браво, секоја ви чест. Благодарам за гостувањето.